Протерување на мажот и жената од рајот. Но змијата беше полукава од сите зверови полски што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената: Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената и рече на змијата: Ние јадеме род од секое дрво во рајот. Само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог, не јадете од него и не допирајте се до него, за да не умрете. Тогаш змијата и рече на жената: Не, нема да умрете. Но Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од него, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. Кога жената виде дека родот на дрвото е добар за јадење и убав на изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра род од него и го изеде. Па му даде и на мажот свој, та и тој јадеше. Тогаш им се отворија очите на обајцата и разбраа дека се голи, па исплетоа лисја од смокви и си направија опашала. Тогаш го чуја гласот на Господ Бог, кога тој одеше низ рајот во времето на дневниот ветрец, и се сокрија Адам и неговата жена меѓу рајските дрвја. Но Господ го повика Адам и му рече: Адаме, каде си? А тој одговори: Го чув одењето твое низ рајот, па се уплашив, бидејќи сум гол и се сокрив. И Бог рече: Кој ти кажа дека си гол? Да не си јал од она дрво од кое ти забранив да јадеш? Адам пак рече: Жената која ми ја даде ти, таа ми даде плод од дрвото, и јас јадев. Тогаш Господ и рече на жената: Зошто го направи тоа? Жената одговори: Змијата ме измами, и јас јадев. На змијата пак и рече Господ Бог: Затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски зверови. Помешечки ќе се влечеш и прав ќе јадеш се до крајот на својот живот. И ставам непријателство меѓу тебе и жената, и меѓу родот твој и породот неизин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. А на жената и рече: Кога ќе бидеш бремена, ќе ти ги умножам и преумножам маките, со болки ќе раѓаш деца и ќе се приклониш кон мажот свој и тој ќе ти биде господар. Па потоа му рече на Адам: Бидејќи ја послушаш жената твоја и вкуси од дрвото од кое ти забранив и реков: Не јади од него, затоа земјата нека биде проклета за тебе. Со мака ќе се храниш од неа се до крајот на својот живот. Трње и бодлинки ќе ти раѓа и ти ќе јадеш трева полска. Со пот на лицето свое ќе јадеш леп, се дури не се вратиш во земјата од која си земен. Зашто си земја и во земја ќе се вратиш. Адам ја нарече својата жена Ева, бидејќи таа стана мајка на сите живи. А Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од кожа и ги облече во нив. И Господ Бог рече: Ете, Адам стана еден од нас, знаејќи што е добро и што е зло. Но сега, за да не ја испружи раката своја и да земе пак од дрвото на животот и да вкуси, па да заживее вечно. Тогаш Господ Бог го изгони од Едемската градина, за да ја обработува земјата од која беше земен. Откако пак го изгони Адам, постави на исток пред градината еден херувим и огнен меч, кој се вртеше и натаму и наваму, за да го пазат патот кон дрвото на животот.